Македонија, 2001 година. Војната веќе беше на прагот. На северната граница тегобна неизвестност. Можноста воената криза од Косово да се префрли во Македонија веќе беше реалност. Само политичкото раководство остануваше слепо на фактите што разузнавачите на армијата и државната безбедност секојдневно ги нудеа од теренот. А таму, на северниот и северозападниот појас, длабоко во територијата на Македонија, веќе беа вкопани и подготвени за пролетна офанзива албанските сепаратистички и редентистички бригади. Историските наследници на некогашните фашистички миленици, балистите, сега со нови покровители го чекаа знакот за напад. Го чекаа повикот за, како што велеше нивната пропаганда, ослободување на албанските територии од униформата на славомакедонскиот окупатор. И почна офанзива на пограничното Танушевци. Паднаа и првите жртви. Ангажиран беше целиот расположлив борбен потенцијал. Распука Шарпланина. Се отвори Тетовскиот фронт. Директно на Пушконет. Дење и ноќе беше загрозено Тетово и селата од Долни и Горни Полог. Почна и екзодусот на македонското население. Напуштање на пеплосаните куќи, гасење на вековните огништа и пребег во Скопје. Подолги позициони препукувања. Конечно, здружена операција на армијата и полицијата. Освоено е Тетовското кале. Ослободени беа и исчистени од присуството на УЧК шарпланинските села Шипковица, Гајре, Вејце, Селце. Зад наивните и навидум невини погледи на напуштените старци се кријат огромни арсенали на оружје, муниција, опрема, лекови, храна. А нивните синови разбегани по непрегледните предели на шара и оттаму кон нивниот матичен заштитник Косово. Некои останале под овие свежи гробови. Пукна и во Кумановско. Се отвори Кумановскиот фронт. Македонските и српските семејства веднаш ги напуштија Кумановско-Липковските села. Дел од албанското население беше ослободено од заложништво, беше ослободено од опасноста да биде колатерална штета, ослободено од присилата да служи, да даде ден член од семејството под оружје или да плати висока цена од тешко заработениот земјоделски денар. Дел пак остана верно да им служи на самонаречените ослободители и провокативно да се подметне како жив цивилен штит. Et veulent nous présenter ce qu'ils considèrent comme un trophée de guerre.
24. maj 2001. Na Sveti Kiril i Metodi, den Spasovden. I повторно ангажман на Здружените безбедносни сили на армијата и полицијата со нивната овој пат бројна резерва. Со прецизно испланирани и изведени дејствија започнува голема операција на вооружените сили на Република Македонија. Па така во низ беа ослободени селата Ваксинце, Оризари, Слупчане, Опаје, Матејче. Се стега обрачот и околу Скопје. Терористите го запоседнуваат Арачиново. Македонците до ден денешен се немаат вратено во своето родно село. 23. јуни 2001 година. Со артилериска подготовка и воздушна поддршка почнува битката за Арачиново. Први влегуваат специјалните антитерористички единици Волци и Тигри. Болниците се полнат со загинати и голем број ранети војници и полицајци. Веќе трет ден се водат блиски борби. Се освојува куќа по куќа. Арачиново беше во целосен обрач и мораше да падне. Но до тоа не дојде. По наредба на врховниот командант и Советот за безбедност, терористите и нивните странски инструктори неказнето го напуштија Арачиново и заминаа некаде на други задачи. Се случи масовен излив на гневот кај бранителите и народот, посебно кај резервистите кои сигурно го држеа селото во обрач, а терористите на нишан. Политичката одлука ја жигоса како предавничка и жестоко реагираа. Долго во ноќта се слушаа предупредувачки рафали пред собранието. Арачиново од 2001-та нема да се памети како срамен пораз на македонската армија и полиција, туку ќе се памети како срамен пораз на македонските политичари. Впрочем, како и целата војна, по сите војнички добиени битки капитулираа само политичарите. И првата ќе се памети и по крвавите терористички заседи. Најкрвавата меѓу нив 28 април Вејце. Масакрирани и живи запалени, во тешки маки загинуваат 4 армиски и 4 припадници на посебната полициска единица од Битола. 8 август заседа Карпалак. Поголема грешка и вина на армискиот команден кадар и необезбедувањето на конвојот загинуваат 10 армиски резервисти од Прилеп. 10 август заседа Љуботенски Бачила. Загинуваат 8 припадници на армијата. 11 ноември Требош. При обезбедување на судското искупување на масовната гробница за откривање на тајната за 12 исчезнати цивили, во заседа загинуваат 3 полицајци. 2001-та
završi so 70 zaginati i okolo 400 raneti pripadnici na bezbednostните sili.